Општина Газибаба воведува нова мерка која ќе биде од голема корист за граѓаните што чуваат миленици, а тоа е субвенционирање за стерилизација на домашни миленици. Градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски на неговиот Facebook профил објави дека општината ќе субвенционира стерилизација на домашни миленици. Надоместокот на трошоците за граѓаните ќе биде 100%, но не повеќе од 6.000 динари. Ова е уште една мерка која ја реализираме како одговор на локална самоуправа во насока на системско решавање на проблемот со бездомните миленици на долг рок. Придобивките од стерилизацијата на милениците се многубројни и подеднакво важни како за здравието на миленикот, така и за околината. Стерилизацијата е најдоброто решение за контрола и намалување на популацијата на бездомни миленици, а истовремено се намалува и нивната агресивност, истакна Стефковски. Тој информира дека јавниот повик е веќе објавен и ги повика граѓаните да ја искористат можноста да добијат субвенции. Општина Центар ја започна есенската дератизација на сите јавни површини и јавни објекти на територијата на цела локална самоуправа. Ова е една од општите мерки кои општината ги презема за заштита на населението од заразни болести во согласност со програмата за активностите на општина Центар во областа на здравствената заштита за 2024 година. Со дератизацијата ќе бидат опфатени сите шахти на територија на целата општина и акцијата ќе се спроведува во текот на целиот месец. Денеска дератизација се прави во населбите Буњаковец и Маџирмало, се вели во соопштението на општината. Дератизацијата која ја спроведуваат општински служби има за цел да ги уништи штетните глодари и инсекти и да превенира од можна појава на заразни болести. Истата во општина Центар се врши 2 пати годишно во пролетниот и есенскиот период. Од општината ги известуваат граѓаните дека при процесот на дератизација се користи препарат од сертифициран производител која третира популацијата на глодарите. Истиот е издаден со одобрение на Министерството за здравство, а се користи за употреба во јавната хигиена и не представува опасност за останатиот животински свет. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски присуствуваше на промоцијата на новото патничко возило на Средното општинско стручно училиште Илинден. Станува збор за патничко возило Комбе Opel Vivaro за превоз на лица со капацитет до 8 лица за седење и ќе се користи за потребите на учениците и вработените на училиштето за патувања, за надпревари, екскурзии и слично. Покрај Средното училиште возилото ќе се користи за потребите на локалната самоуправа и образовните институции. Според градоначалникот Георгиевски, Средното општинско стручно училиште Илинден континуирано се развива и модернизира, со цел напредување на образовниот процес, при што учениците ги добиваат сите современи услови за квалитетна настава. Со набавката на ова возило се олеснува организирањето и патувањето на вработените и учениците за екскурзии, надпревари, семинари, работилници, кои се одржуваат надвор од општина Илинден, истакнуваат од општина Илинден. Во текот на вчерашниот ден, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје изврши замена на сите оштетени корпи наменети за одлагање ситни отпадоци во скопската општина Сарај. Активностите се реализираа на 10 локации во централниот дел на општината, каде што на местото на оштетените корпи се поставени сосема нови садови. И во предстојниот период, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје ќе продолжи со етапно менување на сите оштетени корпи за одлагање ситни отпадоци, поставени на подрачјето на градот Скопје, велат од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Екипите на јавното предпријатие Улици и патишта Скопје ги сменија семафорите на раскрсницата кај транспортниот центар, откако во текот на вчерашниот ден постоечките семафори беа уништени од страна на возило кое се удри во нив. Денес дежурните екипи на јавното предпријатие Улици и патишта Скопје интервенираа на семафорите на крстосницата на улица Никола Карев со влез во транспортен центар. Извршија монтажа на нова семафорска опрема која во текот на вчерашниот ден беше целосно уништена од патничко возило, стои во соопштението на предпријатието. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Večno que ja